Како почитуван пратеник Стојановски, вие ќе го ослободите судството. Па погледнете го извештајот на Прибе, заробена држава стои во времето на ВМРО ДПМН. Кажете како ќе го ослободите и од кого вие ќе го ослободите судството. Кажете која демократија вие ќе враќате во државата, кога државата сега по Freedom House напредува благодарение на оваа влада. Или ќе зборувате и за слобода на медиуми. Според извештајот на Репортери без граници, во ваше време, државата беше 118 место во светот според слободата на медиумите. 118 место. Абе, цела држава слушаше како вести редите, бе, која везда била прва, која втора, па се потрошиле вестите, вика, да те туриме, вика, Бојане, у спортски вести, да кажеш нешто за економија, пошто нема место више у економски вести. Кажи дека те ставале у спортски вести да збориш за економија. Тоа да кажеш. У спортски вести да се зборело за економија. Тоа он ќе враќал демократија во државата, во судството и во медиумите. Благодарение на тоа што никој денес не реди вести. Благодарение на тоа што никој не праќа на новинари прашања. Благодарение на тоа што секој новинар може да веде слободно и да праша што сака на пресконференција, сме 38 во свет. Па споредите со 118. Само во времето на мојата влада 19 места сме напреднати за една година. Па такво напредување ни една држава нема. И да знаете дека ќе бидеме уште подобри, пошто нит јас, нит министрите, ни редиме вести, ни бараме кога ќе се попуни соредењето, да одат економски теми во спортска редакција. Па место да се збори за спорт, да се збори за постигнувањата на владата, како правеле статуи во центарот на Скопје. Тоа беа вестите порано. И вие тоа добро го знаете.